Почитувани гледачи, ќе говориме со господинот Тасим Фазлиов, кој што во сабота беше донесен до таков чин каде што сакаше самиот да си го одземе својот живот, инаку се говори за 56 годишен човек кој што живее и работи во општината Шуторице, но поради притисоци од така наречени, барем така укажани полицајци кои му дојдоа дома, укажа дека треба за 2 дена да ја напуше својата куќа, односно со притисок укажа за кого треба он да ја напише куќата, со тоа што и воедно да повеќе да не живее во таа куќа која што заеднички ја згради со својот партнер пред 7 години. Ајде повеќе ќе говориме со него за да ни го објасни целиот случај. Тасим, прво прашање до тебе, како прво, односно што те доведе до тој чин да можеш ти во сабота да сакаш да си го одземеш животот? Па вака сега, ја тој ден си седав надвор со другарите, си разговарав, не? И гледам од еднаш кога доаѓа тројца полицајци и цивилка. Добро? И ми викаат, слуша, кој си ти? Викам, Тасим. Друга жена дали си имал? Да, викам, сум имал. Таа Алтана се вика, со незе у Франција бев 7 години. Заеднички живот. У брак бевме. После тоа викам, така ни беше договорот, додека ќе ни биде добро да сме у заедница, додека не да се расстаеме. Дама вика, куќата мора да ја враќаш ти. Добро. Ја и оставив 30.000 евра да дига таму у Франција, да ги зема тие пари и да ги рачисти борџовите што беа 3.000 за куќа. Добро, како и да е, вие имавте заеднички договор дека куќата ќе ја градите и ќе биде во ваше име. Сега куќата е во ваше име, така? Да. Се води под ваше име. Што ви натерало? Плашејќи се од полицајците или вие сакавте да си го одземете животот? Па види, не само полицајци, и ни праќа некои телохранители. Добро. И телохранители некои луѓе доаѓаа да се враќа куќата, иначе главата ќе ти лети. Ја острав, сакав да си го одземам животот. А зошто случајот не го пријавил полиција? Пријавен е случајот. Случајот треба да се чека суд. Меѓутоа, уште ништо нема. А вие веќе имавте судска разврска, што значи дека вие со овој предмет излегувате пред суд, така? Значи веќе имате тужба. Да, тужба имаме, меѓутоа изгледа ништо од таа тужба нема, пошто година дена помина, уште ништо нема. И ти мислиш дека сега тие не можеа законски да ти извадат од куќа и сега почнува со сила, ама ти немаш друг избор. Да, и ти немаш друг избор и единствениот избор ти беше да си го одземеш животот. Нема друго чаре, брат. Друго чаре нема. Значи, таа ми обичал, ќе те носам во Франција, ќе си земеш куќа. Ќе живееш стрекно. После тоа вртил плоча, куќата ја бара, пари бара, а ја и оставив 30.000 евра во Франција пари да дига. А дали си сигурен дека тие што ти дојдоа дома дека се вистински полицајци и дали ти им побара налог за таква работа? Да, ги знам полицајци. Ги знам полицајци од тука се Шутка. Од полициска станица Шуторице ли се? Да. Ти вршеа притисок тепа и слично или? Не, не ме разговарат со командирот, командире, а тој зборуваше со тој што дојде куќата да ја земе. Сакаш да кажеш дека лажеше? Лажеше, така. Да, наместо со командирот се збореше со некој друг.
да некој друг зборуваше. Така. Зошто Да. не веруваш во системот во државата? Зошто се посегна по животот? Зошто сакаше да се убиеш? Ќе ме изфрлат од куќата, кај да одам, кај да живеам. Ја имам мозочен удар. Со мозочен удар сум. Ја немам ни лев да јадам, немам ни таблети да пијам, немам ништо во животот. И Сега во сега овој и момент, сега куќа во да немам. да, сега во овој момент гледаме едно писмо. Тоа ти беше како проштално писмо пред Да, да си го одземеш да, животот. И да. што пишуваше во тоа писмо? Во тоа писмо пишев дека дојде полицијата, бара да не напуштам куќата, а синот ми лично дизел со сила документиве им ги дал на тие луѓе. Тоа го напишал. Мгм. За среќа, обидот твој за да се убиеш не успеа. Дали знаеш што се случи? Се кина јажето. Ние имаме слики од после тој настан пред да те однесат во болница, веќе имаме слики како ве слика во тој момент кога нели да кажам се кина јажето, за среќа се уште си жив. Да. После овој настан тебе те однесоа во болница, денеска си пуштен дома. Денес Како ме се пуштија, чувствуваш? Како се чувствуваш? Дали си дал изјава таму во Да, да, сака да ме терат у Бардовц. Добро? И ти? Викам, ако има потреба, терајте ме. Не вика да не направиш па некоја глупост. Глупости нема што да правам. Ви давам збор, викам, дека глупости нема да правам. Добро. Си побарал и медиумски овој настан да се, како единствена цел ти беше дека јавноста може да ти помогне. Дали пред целата јавност, ни ветуваш дека нема повторно да имаш таков обид, да се самоубиеш, дека правата, тоест вистината, ќе се тераш по судски пат. И ќе веруваш во полицијата, секој случај ќе пријавиш Ветувам во полиција. дека ако се уште не ме малтретира полицијата да ме избрка, значи верувам на власт, верувам на народ, верувам во се. И дека нема да посегнеш повторно по твојот живот. Ако не ме малтретираат, нема да постигнам. Но зошто мислиш дека тоа е крај? Зошто мислиш дека ако некој ти доаѓа и ти врши притисок и малтретирање, мислиш дека единствениото решение е да се самоубиеш? Зошто тоа го мислиш? И чаре што треба да правам? На улицата живеам. Од кај ќе јадам, од кај ќе пијам, од кај ќе живеам, кај ќе легнувам. 2 дена вика ти давам рок да напуштиш. Добро, од кога се случи овој настан ти дојдоа ли некој уште еднаш дома? Не. Полицајци или некој било кој? Не, не. Рекоа Се дека уште не се. среда ќе доаѓаат, а денеска сме понеделник или вторник? Понеделник. Значи Понеделник. веројатно среда ќе доаѓаат. Ама ти веќе денеска во пријавата во болница напише за ова, односно укажа дека имаш таков притисок од така Да. наречени полицајци. Да. Да. Океј. Ти благодарам за твоето издвоено време. Верувам дека ние како медиум стоиме тука, секоја информација која што имаш, благовремено јавноста ќе биде информирана. Уште еднаш ќе ти благодарам и те молам пред сите, пред целата јавност да веруваш во системот на нашата држава Македонија, да веруваш дека полицијата постои, а токму полицијата ние ја плаќаме за да не заштитат нас. Односно, такви случаи да бидат во заштита на народот. И верувам дека тоа треба да го разбереш и секој твој проблем домашен кој го имаш полиција и треба да си пријавиш уредно. Така. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.